Здраво Марија, здраво Викторија, здраво Стефи. Како си поминувате на Танцфест? Па јас морам да признам дека Танцфест за мене е едно многу убаво и позитивно искуство, бидејќи веќе со години се бавам со оваа работа, ама прва година сум студент и почнувам професионално да се бавам со танц. И Танцфест е едно прекрасно искуство каде што можеме да видиме што сме постигнале преку целата година и тоа да го видиме на сцена. Така да го сакаме периодот кога доаѓа Танцфест и е секогаш едно многу убаво и позитивно искуство за нас. Одлично си поминувам. Иако морам да признам дека е за нас танчерите доста напорен период, посебно нели целиот овој месец со сите представи и проби, но на крај нели искуството и импресиите од целиот фестивал се секогаш прекрасни и тоа. For me, it's always the best time of the year. I really enjoy it, and it's really satisfying, actually, the period. Also, it's really exhausting because we're dancing and rehearsing the whole time. But finally, to see the results on stage, it's really nice, and it's the best time. Сега, освен тоа што учествувате на Танцфест, танцувате таму, вие сте исто трите кралици што си им направија рейв бекстейдж пред да излезат. Сега, што ве наведе да го направите тоа? Дали секој пат така се спремате пред настан со еден приватен рейв бекстейдж? Па, мислам дека тоа беше позитивната трема и атмосферата позади сцена. Плюс, тоа е општо, има многу работи што публиката не ги гледа што се случуваат позади сцена, и позитивни и негативни некогаш, за жал, се случува. Сцената е место кај што не можеш да сокриеш ништо, ама позади сцена можеш да правиш многу работи за магијата на сцена да изгледа така како што изгледа. Така да често си правиме рейвови позади сцена, полни со позитивна енергија и добро не загреваат за преднастап. Мислам дека целата таа енергија и тој адреналин пред да нели излезеш на сцена и да настапиш си го направи своето, и музиката исто така не понесе и така и се случи тој спонтан танц позади сцена. Yes, you're just full of adrenaline before you go on stage, and then when you hear this music, and especially for me as a German, to hear techno music, I always have to go for it. So it was just a moment, and it was really nice to enjoy, yes. Уште колку представи остана Танцфест? Колку настани? Уште 3, на 11 мај, на 13 мај и на 17 мај. Сега, танцување за вас, ако може да го опишете со еден збор, што би било тоа? За мене танцот со еден збор е пасија, бидејќи тоа е нешто што го правам веќе со години и веќе навлегувам и во професионални води во тоа, така што ја танцувам и кога ми е лошо и кога ми е убаво, така што мислам дека пасија е еден и единствен збор за танц. Па за мене танцот представува еден вид на слобода, бидејќи кога и да влезам во сала, се чувствувам слободна и го изразувам тоа што не можам и да го искажам исто и со зборови, онака душата ми танцува и ми изразува онакви чувства на слобода. For me, it's dedication, definitely dedication, because I'm dancing now over 20 years, and I always stick to it. And if you don't have that dedication to dance, you will not survive in that profession. Сега, текила, водка, джин. Од вас три, ако морате да бидете, која би била што? Па јас дефинитивно морам да кажам текила. Гордо изјавувам водка. И јас джин. Епа добро, инспирирани од вас, со овие три состојки, следниот коктел, наречен Три балерини, тука во Оробар, ќе почнеме да го служиме. Фала ви, девојки, убаво поменете си на Танцфест во остатокот и се гледаме некој следен настан, и сега може да е мал рейв.